Па добро, колегата имаше повеќе да каже за пасошите. Јас, кога мене би ме прашали, јас би тоа би го решил за уроку од 3 месеца, меѓутоа 3 месеци би го решил. Па да, мислам треба да се постојат работите така како што е, без многу филозофии, значи да направиме таков пасош како што треба и да се обезбедат границите како што треба, како што бара Европската унија, а сето друго после ќе биде многу полесно. Меѓутоа примарно и основно е да се реши системот на функционирање во целата држава, а тоа е главното што не мачи. Добро, ви благодарам многу. Одиме, може да ги добијам резултатите од вториот круг теми, а господине Митра, вие очигледно добро сте ги оперирале сопрузите на вашата публика, штом се волку жестоки. Сте им ги оправиле мажите. Да. Интересна е состојбата. Повелете. Одиме со третата тема, спремете се вашиот вовет од 60 секунди, господине Филип Петров. Господинот Ахмети повторно изненадува. Овој пат преку едно телевизиско интервју вели јасно и гласно: ние победивме во војната 2001-та. Јасно и гласно се кажа човекот и понатаму да нема забуни. Не дека треба да се изненади јавноста со оваа теза. Напротив, треба да се подготви. Ахмети изјави дека борците на ОНА треба да се третираат рамноправно, што подразбира ист статус со бранителите на Република Македонија. Нивната борба била за рамноправност и против доминацијата на македонците врз албанците, како и за промените во уставот. Од морален аспект, ова треба да се реши со закон. Ова добива повеќе на тежина ако се знае дека ова беше и дел од предизборната кампања на ДПА. Ова барање, ако доживее свој епилог, подразбира пензии, школување за децата, како и бесплатни здравствени услуги. Политичката елита, колку и да сака да раскажува приказни од митологијата, исполнувајќи ја Пандора, еден убав ден ќе мора да даде јасен одговор на ова. Добре дојдовте назад во пирамида, гласите за 07014127 за господинот Макрадули, 07014127 за господинот Жан Митрев и 07014127 за Филип Петров. Вашите 60 секунди. Третото прашање во релација со првото прашање и многу е јасно дека за да дадеме конкретен одговор треба да утврдиме што на Македонија се случи 2001. Дали беше војна со окупација од страна, односно напад од страна на Косово врз Македонија, дали беше граѓанска војна, дали беше војна помеѓу фракции во партии. Значи, господинот Ахмети, кој што има една агенда која што е многу прецизна, си е оправдан во своите барања самиот за себе, затоа што сега е во опозиција и мора да обезбеди што повеќе гласови за себе. Единствено